Поради пожарите, на Серта се случува масовна миграција на животинскиот свет, а последиците можат да бидат трајни, велат експертите. Пожарите се идентификувани како едни од најголемите закани по дивиот свет генерално во природата и истите се како такви идентификувани за сите таксономски групи. Кога имаме активен пожар, тоа значи дека на удар доаѓа животинскиот свет и растителниот пред се. Меѓутоа животинскиот свет кај оние животни кои едноставно не можат брзо да делуваат, настануваат навистина погубни последици по нивните популации. Кои видови животни се карактеристични за овој планински предел и кога може да се очекува нивно враќање дома? Особено влекачите ќе ги посочам заради тоа што она што го споменав на почетокот, не можат да избегаат брзо пред огнените стихи, терестричните желки кои се загрозени видови според црвените листи за навлекачи во Северна Македонија, а се едни од оние кои се први на удар, односно најмногу страдаат во вакви огнени стихи. Серта е со интересна планинска конфигурација и амбиент. Има ли ендемски видови кои со пожарите би исчезнале? Во класата на водоземците и влекачите посекако страдаат скоро сите видови, значи нема вид кој би се нашол во огнената стихија, односно на тоа подрачје, а да нема некој пад на локалните популации на овие две класи на животни. Што вели искуството со вакви случаи, кога животот се враќа во приближна нормала и дали воопшто животинскиот свет ќе биде ист од пред пожарите? Ваквите огнени стихии посекако прават локални падови на популациите на било кои животински таксономски групи. Нивната реколонизација откако пожарот ќе заврши може да трае со години, што значи дека истиот тој простор прво вегетацијски треба да се обнови како би се обезбедила храна за животинските видови, за да можат тие полека, но сигурно да го населат. А тоа, како што споменав, може да трае со години.